Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на Bushcraft Македонија. Во ова видео ќе зборуваме за волненото ќебе и една од неговите многу употреби. Прво, волната како материјал е нешто најдобро што може да се има за Bushcraft кампување, затоа што самиот материјал е водоотпорен и огноотпорен, што значи без разлика дали го користиме како наметка, како ќебе, како хамок, како што ќе правиме сега, или како вреќица за спиење, тоа значи дека можеме да бидеме многу блиску до оганот без да ризикуваме тоа да се запали или да се стопи на кожата како некои врекици или хамаци од полиестер. Затоа сега ќе го правиме хамокот од волнено ќебе за зимско Bushcraft кампување. За тоа ќе ни биде потребно јаже, малку подебело, или паракорд кој сигурно знаеме дека може да држи до 250 кг, едно волнено ќебе, значи 100% волна, и да знаеме неколку јазли. Тоа ќе го видиме сега во видеото. Го земаме едниот ќош и сега има два начини како можеме да го врземе ова нешто. Може да го врземе користејќи го само јажето, или може да го врземе користејќи парче дрво тука. На едниот крај ќе го направиме така, на другиот така, за да видите и може да си одберете кој функционира повеќе за вас. Првиот начин, со врзување само со јажето, го земаме волненото ќебе и земаме од прилика 30 см и правиме ваков полукруг со јажето, го провнуваме низ него и ова е крајот кој ќе оди врзан на дрвото. Значи на крајот поставаме од прилика пола метар за да го намотаме убаво и почнуваме од горе, мотаме 4-5 пати околу самото ќебе. 1, 2, 3, 4 и на последниот пат го провнуваме јажето во иста насока како крајот кој излегува да се врзува на самото дрво. Значи 4 до 5 пати намотано и го провнуваме на овој крај. Значи многу е важно двата краја да излегуваат од истиот крај на ќебето. Тоа ќе повлечеме, да затегнеме добро. Тука, ако сакаме, можеме да направиме прост јазол како перек или нешто слично, чисто за мир. Иако и без тоа нешто, самото триење и фрикција на ќебето ќе го држи на место. Од тука, овој крај кој имаме врзан, одиме да го прицврстиме на дрвото. Секогаш го врзуваме малку повисоко од обичен хамок, затоа што волната, посебно ако е ново волнено ќебе, знае да попушти и да се симне малку надолу. За овде за сега ќе искористиме еден ваков перек јазол, за да можеме да измериме и на другата страна колку ни треба, па може да се вратиме и да го подесиме подоцна. Океј, сега одиме на другата страна. На другата страна сега ќе покажеме вториот начин или второто врзување, кој искрено мене ми е омилен и повеќе ми се допаѓа и некако ми дава повеќе сигурност, иако и ова е крајно сигурно. Значи повторно земаме околу 30 см од ќебето. Сега на негово место
наместо јажето го ставаме парчето дрво, значи не потенко од палец. И тоа што ќе направиме, всушност јазолот го правиме околу самото дрво и целиот терет да дојде овде пред јажето. Сега тука го правиме така наречениот бовлинов јазол. Значи го земаме јажето, правиме ваков круг, со овој крај поминуваме низ кругот, вртиме околу јажето и се враќаме назад. Значи ова за децата учиме дека правиме дупка за зајчето, зајчето излегува од дупката, оди околу дрвцето и се враќа назад во дупката. Лесно за паметење. Откако ќе го направиме ова, со овој крај доаѓаме овде и самото јаже го провнуваме низ тоа. Значи, ефективно добиваме лизгачки бовлинов јазол и го прицврстуваме тука. Што значи, сиот сега терет и триењето доаѓа во овој дел, каде што дрвото осигурува дека тоа нема да се излизга. Доаѓаме на оваа страна и го врзуваме овде. Од таа страна ќе го попуштиме малку. Сега, едно од врзувањата кои може да ги користиме е просто ова. Доаѓаме околу дрвото, доаѓаме од тука, затегнуваме, вртиме 4 до 5 пати околу самото дрво и тоа ни дава сигурност дека овој крај не може да се излизга заради самото триење на јажето. Кога ќе дојдеме овде, може да повторно да искористиме перек, јазол и тоа е тоа. Океј? Оваа страна само да го може да го попуштиме или да го симнеме долу. Океј. Едно правило со местењето на хамок или бушкрафт хамок од волнено кеве, никогаш не го местете повисоко првиот пат отколку што сте спремни да паднете, затоа што може и да паднете. Се разбира не заради јазлите, тука заради тоа што до тогаш не сте научени да седнувате во ваков хамок. Значи да се осигуруваме дека овдека е цврсто, дека овдека е цврсто и го имаме бушкрафт хамокот. За седнување во бушкрафт хамокот важно да ја најдеме средината на самото кеве и внимателно да седнеме. Тоа е тоа што велам дека малку пушта, затоа ќе треба да се вратиме и да го затегнеме додатно. Но сега битно знаеме дека овие јазли, овој сетап ќе ја држи нашата тежина, само треба да го подесиме на висината на која го сакаме. Кога имаме посакуваната висина, доаѓаме овде и го имаме бушкрафт хамокот.
Овој се користи за повеќе намени, но предноста е тоа што зимно време имате подлога, сте кренати од земјата, имате подлога под вас кој е исто така изолира, што значи нема да ви биде ладно, затоа што дури во обичните хамаци од полиестер, дури и во летно време, за спиење надвор, а верувајте ми, сум го пробал тоа, ви е потребно подлога под вас, затоа што циркулирањето на воздухот, без разлика колку е топло преку денот, навечер кога изладува, прави да ви биде ладно на половината и на грбот. И затоа се става во обичен хамок подлога. Но волненото ќебе функционира и како хамок, и како подлога. И за зимско бушкрафт кампување, пред нас овде блиску има оган и без разлика дали ќе летаат искри од оганот или без разлика тоа што сме блиску до оганот, нема да има дупки, нема да се стопи хамакот, нема да попушти под нас. И сега да ви покажам само уште како изгледа тоа нешто. Внимателно, како што кажав, седнуваме, да го најдеме едниот крај, потоа другиот и кој имаме бушкрафт хамокот. Предноста со ова нешто е тоа што, како што кажав, не само што имаме подлога под нас која не изолира од струењето на ладен воздух, не само што имаме и хамок, туку ние добиваме и врекица за спиење. Значи со ова ќебе, ако одлучиме да преспиваме овде, добро облечени, ние можеме буквално да бидеме целосно покриени и затворени како во врекица за спиење. Така што ова е еден од најдобрите сетапи за зимско кампување покрај оган. Ако очекуваме дожд или снег, што не е случајот сега, можеме да ставиме само едно шаторско крило врз нас и да добиеме покрив или пак да го ставиме шаторското од оваа страна за топлината да циркулира околу нас. Но сега го покажуваме бушкрафт хамокот од волнено ќебе и мислам дека може да го пробате и да имате навистина убаво бушкрафт искуство. Поздрав и останете будни!